Моето процедурално обраќање е по член 97, значи за одржување на редот на седницата се грижи председателот на собранието или во овој случај председавачот, тоа сте вие. Ако треба да бидам опоменат, треба да биде опоменат и премиерот. Имено јако се упатив натаму, еве сега ми кажа колегите, премиерот се заканил дека ќе ме удри шамар. Каде е вашата опомена на тоа? И ја еве тука на говорница ќе седам 3 минути, премиерот може да дојде и да проба да ме удри шамар. Ајде. Види, Крмов, се извинувам. Крмов, јас сум 16 години тука, сум го видел тој театар, го знам како изгледа. Ако имало такво нешто, не се ја прв ќе го опоменам. И да ти кажам искрено, мене уопште не ме интересира кој седи од едната и од другата страна. Јас кога седам овде, имам обврска да го почитувам деловникот и го спроведам и тоа го правам. И сум, извини, бидејќи влеговте лично со мене во дебата, јас сум единствениот преседавач кој што на претходниот премиер го исклучив микрофонот. Тоа било условна именка во минатото. Така да, апсолутно знам да препознам и кога некој лаже од говорницата. Така да, или довршите си го процедурално и седнете си на место. Врши процедуралното, треба вие да изреагирате према премиерот. Премиерот ќе дојдете или не? Дајте се молам, седне си на место, не. Ај, доволно беше театар. Доволно беше театар, седнете си на место. Знаете како? Ако не сакате вакво реагирање на говорница, onda не се заканувате напразно. Седете си на место и ќутете си.